Dobro утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, 20 јануари 2025 година. Историски ден за светот, знаменит настан. Глобалната политика е насочена на едно место во Вашингтон, каде за неколку часа, од сега негде околу 17:35 по македонско време, Доналд Трамп ќе се заклоне како 47-ми председател на Соединетите Американски држави. Сите очи се вперени во Вашингтон, а ово утро на Радио Лидер имаме ексклузивна анализа за инаугурацијата на Доналд Трамп, за геополитичките импликации од неговото председателство кое ќе почне денес. Ово утро заедно со мене во студиото е нашиот веќе редовен соработник, професорот Звонимир Јанкуловски, поранешен дипломат. Јанкуловски, многу интересно е, например, кај нас никогаш немало ваква фетишизација на инаугурација. Освен годинава која цела јавност беше вперена во тоа дали председателката ќе каже Северна Македонија или не, но обично нема никаква помпа околу овие вакви официјални настани, за разлика од Соединетите Американски држави, каде што ова е настан кој со месеци се подготвува, се анализира, секој дел од него е на еден или на друг начин испланиран. Многу едноставен одговор. Ние немаме однос кон институциите во државата, така што не можеме да очекуваме дека ќе имаме еднаков однос во контекст на она што значи традиција на инаугурација на председателите, посебно во Соединетите Американски држави, со оглед дека се работи за функција која и текако ќе ги детерминира едните геополитички односи во светот и посебно во овој клучен момент на да кажеме на светската историја со војната во Украина и се она што се случува и е повезано со војната, односно со повторното воспоставување на некоја си нова можна челична завеса, она што беше карактеристика на светот по Втората светска војна, односно на Ладната војна, и кој светот во 90-тите години не го ни помислуваше и не го ни очекуваше. Меѓутоа, токму тука сме, каде што сме, светот се повеќе е поделен, а инаугурацијата на председателот Трамп треба да донеси, што би рекле, нов импулс во односите кои ќе се градат во светот, и познавајќи го самиот председател, неговите потези и она се што се случуваше во врска со неговиот мандат, ќе видиме како светот ќе изгледа по неговото инаугурирање за председател на Соединетите Американски држави. Меѓутоа, факт е дека ќе се случуваат тектонски промени во светот. Ќе бидам малку зајадлив. По неговото прво председателство светот не излезе никако различен, освен што имавме корона кризата. За време на неговиот мандат светот го смени короната, го смени COVID-19, но не го смени Доналд Трамп. Сега да бидеме ваки искрени и објективни, не видовме никаква геополитичка промена на Соединетите Американски држави. Генерално изменети се односите. Светот 16 и светот денеска е сосема различен. Короната точно ја смени перцепцијата за светот, за глобализацијата. Мислам, свесен си дека се повеќе овладува на дека глобализацијата е мртва. Од друга страна имаш тезата дека да живее глобализацијата, меѓутоа изменета глобализација, има нов мултилатерален свет што се раѓа. Ќе видам зајадлив. Ово утро сме во живо на Facebook и може да не следат на било каде на планетата Земја. Имаме гледачи од Австралија, од Америка, од Европа, од Италија, од Франција, од Велика Британија, од сегде. Може исто така да не следат и на YouTube. И сега малце, како да кажам, несоодветно на овие две глобални платформи, на граѓаните да им велиме глобализацијата е мртва. Глобализацијата ги промени медиумите, глобализацијата технолошки го промени светот. Ја промени нашата перцепција, ги промени економијата, промени многу, и тоа е една тема која понатаму ќе биде
многу важна, но дали Трамп сака да направи чекор назад од глобализацијата, тоа е очигледен факт, за кој ќе разговараме, нели? Па не верувам дека може и дека сака. Со оние тарифи. Ќе разговараме за тоа. Точно, тоа влегуваме во друга сфера од глобализацијата, дали е глобализација или заштита на националните интереси на Соединетите Американски држави, затоа што целата кампања на председателските избори на кои ги доби се почиваше на тоа да се врати Америка на американците. Вака, одиме понатаму. За прв пат, по подолго време, од Реган, мислам, последен пат е, 76-та ми се чини. За прв пат по 76-та, инаугурацијата нема да се одвива надвор пред Конгресот, како што обично се одвива, туку ќе се одвива внатре во Капитол, во затворена просторија. Објаснувањето е дека надвор е многу ладно. Во Вашингтон, каде што, да, навистина во овој период Вашингтон е така прилично на север, која ќе земете... Цела источна обала е ладна, така што... Таму е навистина ладно, велат поради тоа ќе биде внатре, но и претходно било ладно, па било надвор, и после две објаснувања. Првото објаснување е дека од исклучиво безбедносни причини инаугурацијата на Доналд Трамп ќе биде внатре, што држи вода, ако се знае дека председателот Трамп имаше два обиди, од кој еден навистина сериозен, кога увото му го ранија за атентат. И втората причина е исто така држи навистина вода, тоа е дека доколку биде надвор, а е вака ладно, нема да се појават толку многу луѓе на инаугурацијата на Доналд Трамп, а Доналд Трамп е така малку еден егоисти, суетен, така поблаг збор ќе употребиме лидер, и нема да прифати мала посетеност на неговата инаугурација. Мислам дека би била посетеноста. И беше еднаш беше веќе во таа бројка условно кажано поразен. Ако се знае дека 2016-та на неговата инаугурација присуствуваа многу помалку луѓе во однос на инаугурацијата на Џо Бајден 4 години покасно. Не само на Џо Бајден, туку и на Обама претходно. Да. Така што мислам дека не му е седно на Доналд Трамп за бројката и мислам дека тоа е веројатно главната причина зошто ние нема да гледаме инаугурација надвор. Ние ќе гледаме секако инаугурација. Сега местото што ќе биде различно, меѓутоа и тоа да се види. Исклучок. Ајде вака се. Имаме прашање од слушател Оливер Трајковски вели: ве молиме, ајде кажете дали, како некои портали што кажуваат, некои портали пишуваат, вели дека нашиот премиер Христијан Мицковски сам се поканил, и два, дека не бил поканет од Трамп, туку од некои организации слично. Што платиле? За да... Ти благодарам, Оливер, за прашањето, се затоа што и јас и професорот има и работено во Америка, додуша на студирано fellowship, соработка има со Беркли, универзитетот во Калифорнија, еден од 5 најдобри универзитети во САД. Најлиберални. Но и 5 најдобри заедно со Харвард, Йейл, Браун, Стенфорд. Петорката, Беркли е дел од петорката. Професорот може да ни каже како функционира ова, но ај прво јас ќе ви кажам. Значи прво, Мицовски ќе влезе внатре во Капитол Хил денеска, во затворена просторија е Капитол Хил. Сега, сам да се поканиш да влезеш во Капитол Хил внатре, на местото каде што Доналд Трамп ќе дава внатре заклетва, е прилично невозможно. Ако ја следиш од надвор, па и сам да си отидам. Ја туриста и ќе гледам сега ќе има инаугурација. Штета што ги укинаа факт чекерите, значи информацијата. Да, штета Цукенберг ги укина, но внатре да влезеш на сама покана сигурно е невозможно. Да, и сигурно нема да ве пуштат. Еве, добар ден, ја дојдов да го гледам. Нема да стигнеш до. Да, тоа е прво. Сега. Второ,
дали не бил поканет од Трамп, туку од некои си организации е точно. Значи, прво, во Соединетите Американски држави нема традиција председателот да кани странски лидери на инаугурација. Зошто? Затоа што би требало да ги покани сите, а доколку ти поканиш 200 делегации во Вашингтон, можеш да замислиш каква безбедносно логистичка проблематика би било тоа. Со денови во Вашингтон не можеш да најдеш хотел во изминатиот проблем. Тоа ќе биде една многу тешка, висок безбедносен ризик ќе биде и за председателот и никогаш и за не се случило председателот да кани своји гости. Годинава се случи за прв пат во историјата исклучок да биде поканет кинескиот председател, единствено кинескиот председател, кој нема да дојде, ќе дојде делегација. Ќе дојде висока делегација од Кина. Но покрај премиерот Мицкоски во Капитол Хил ќе биде премиерката на Италија, ќе биде премиерот, председателот на Аргентина, ќе бидат уште неколку светски лидери кои се поканети од тимот на Доналд Трамп. Односно, луѓе кои се таму по покана на подпредседателот, луѓе кои се таму по покана на Илон Маск, на она група околу Трамп, која ја организира практично инаугурацијата. Сега да бидам вака по-конкретен, еве Ана Дуковска од Македонија, една активистка која живее во Вашингтон, на социјалните мрежи исто презентираше покана за во Капитол Хил, ја поканиле да влезе, таа е поканета од J.D. Венс, подпредседателот на САД. Значи, вие сепак треба да бидете поканети од некој кој е внатре во естаблишментот, за да може да влезете во Капитол Хил, во случајов, но не може да бидете поканети од Доналд Трамп, затоа што, пак ќе кажам, нема традиција Доналд Трамп да кани лидери, а камоли лидери од Македонија. Но она што останува, почитувани слушатели, е дека за прв пат во историјата на Македонија ние имаме наш премиер внатре во Капитол Хил. За прв пат во историјата на нашата земја имаме човек кој е лидер на оваа држава и кој ќе биде таму. Да, видов тоа околу поканата на премиерот за Вашингтон. Да, имаше цинични, зајадливи коментари во медиумите. Оној стил ке му намигне Трамп во една колумна, така што ние успеваме се да релативизираме во државава и токму дојде на направото што кажа зашто Америка придава значење на инаугурацијата, зашто кај нас сето тоа поминува беззначено. Токму ради овие причини што кај нас се успева да се релативизира, дури еден ваков настан каде што ќе присуствува премиерот без оглед дали го сакате или не го сакате, дали се согласувате, сепак е он премиер на државата Македонија, кој оди на инаугурацијата, можеби ќе се види, можеби нема да се види, тоа не знаеме, меѓутоа факт е, од сликата што беше презентирана вчера или завчера, се е пречекан од луѓе кои се итекако високо во естаблишментот на новата администрација на председателот Трамп, и тоа поминува беззначено кај нас, без внимание, иако тоа ви кажува многу. Игор прашува, Златев, тебе не ли те поканија? Не, јас никогаш не сум, всушност ја можам де факто да отидам како представник на пресот, акредитиран во странство, член на Интернационалната федерација на новинари, можам да се акредитирам без проблем во Капитол Хил, но искрено не имам намера. Мојот став за Доналд Трамп го знаете, оние кои ја следат оваа емисија и кои ме следат во моите јавни појавувања, моето мислење за него не е баш наклонето кон неговите политики, неговите размислувања. Тоа не си бил во Америка и не знаеш какво е расположението во Америка. Јас не го анализирам Трамп од перцепција на Соединетите Американски држави, ја го анализирам Трамп од перцепција за неговата улога во меѓународните политички односи и во меѓународната политичка економија, која ми е мене,
експертиза некаква. Во однос на Доналд Трамп, ќе разговараме малку подоцна што може да не очекува од него. Ја може да отидам за 4 години, кога некој ќе го сруши Доналд Трамп. Се надевам. Но да се вратиме назад. Настанот на инаугурација не е најважен денес. Што е најважно, професоре? Што е најважно? Најважно е што Америка се обединува и Америка слави. Кои настани се најважни? Она што кажав, Америка слави. И Америка слави на свој начин од 1789 година. Се организираат 1800 и не знам која 9 или 5 беше, каде што се организираат балови во Америка како поддршка на она што значи славењето за новиот претседател, и тоа се исклучителни настани во Вашингтон, во и низ цела Америка. 3 се клучни, каде што сега читам дека ќе присуствува претседателот Трамп и ќе се обрати, односно значи вечера има околу 80 и колку балови. 25 ја што прочитав низ, меѓутоа 3 се централни. Тоа е балови. Да, командир не можам да го преведам тоа, за војската, каде што Трамп обавезно ќе биде присутен. Вториот е она што велат Liberty бал, каде што ќе бидат истакнати луѓе од јавниот живот, од естаблишментот во Соединетите Американски држави, и Starlight барот, каде што ќе бидат донаторите, она без која Америка не функционира и без која не функционира претседателот во кампањата и во неговото политичко. Ова ќе ви го каже секој искусен дипломат, она што ќе ви го каже секој оној кој бил во Вашингтон, секој оној кој работел во Вашингтон, независно дали бил новинар, дали бил дали бил лобист, дали бил политичар. Денеска на инаугурацијата луѓето ќе седат и ќе гледаат како Трамп се колни и после тоа дава говор. Медиумите ќе забележуваат кој како бил облечен, кој бивши председател на САД како реагирал на одреден. Дали ќе дојде Мишел или нема да дојде, да. Значи, но тоа ни оддалеку не е најважниот дипломатски настан денеска. Овие балови, што ги спомна професорот, на 3 од нив вечерва ќе се појави Доналд Трамп. Да. На овие балови ќе биде собрана целата општествена, политичка и бизнис културна. Значи таму ќе ги видите од Илон Маск, Бил Гейтс, Джеф Безос, Снуп Дог, не знам, значи од музичари, сите, пеачи, актери, Мел Гибсон ќе биде таму, Силвестър Сталоне ќе биде таму, ќе бидат бизнисмени, светска елита, ќе биде Джорджа Мелони, ќе биде Джибе, како се викаше на Аргентина председателот, Милеј, ќе биде. И еден од оние кои ќе присуствуваат на еден од овие централни балови ќе биде и нашиот премиер Христијан Мицкоски, заедно со една мала делегација од Република Македонија. Прашањето е, значи, дали ова дипломатски важно, дипломатски најважно, дали може Македонија да влезе на мапата политички благодарение на овој настан, да. Дали може да се воспостават контакти од бизнис сектор до највисоки политички кругови? Да, на тие балови ќе биде цела една администрација, целиот кабинет иде на Доналд Трамп, сите тие луѓе ќе бидат таму и представниците од Македонија ќе имаат можност да се сретнат со нив. Како е, дали во разминување, дали неформално, дали на иста маса. Не е важно. Затоа што кај нас, кога ќе ги прашате за приемите, најчесто одат да се најадат, односно да пробаат различна кујна. Приемите и баловите се работа за некого. Да. Мислам, тоа е начин на постапување во дипломатија, каде што не одите за да се најадите, не одите за да дремете таму, туку одите за да завршите работа. Токму она што очекуваме дека ќе се случи во контекст на посетата на премиерот. Кога го имате светскиот естаблишмент на едно место, можноста да се видите, да се сетните, па у крајен случај да размените 2-3 реченици,
значи нешто да бидете забележани дека доаѓате од една држава каква што е Македонија и која се надева дека на овој начин ќе создава нова перцепција во токму во тие односи во меѓународниот систем. Се очекува дека премиерот Христијан Мицкоски ќе биде токму на еден од оние балови каде што вечерва ќе се појави Доналд Трамп. Тој е таму по покана на една групација, значи некој велат платил на пиар агенција, исто така лажна вест. Не. Ние имаме еден македонец, тој е младиот Крис Павловски, кој не е така млад, 10 години постар од мене, но во бизнис елитата во Соединетите Американски држави е навистина млад, иако не е ни американец, тој е македонец од Канада, но има бизнис во Америка, станува збор за видеоплатформата Rumble, во која инвеститори се Илон Маск и на која се повеќе поминуваат иначе. Добро се. Една се уште нема ни десетина од YouTube, но една платформа која е во раст во Соединетите Американски држави. Крис Павловски во овој момент беше дел од оној inner circle на Доналд Трамп, од внатрешен круг на Доналд Трамп. Собираше донации, имаше фотографии со него во кампањата, поддржуваше, работеше, беше дел од тимот Трамп медија, односно делот на тимот на Трамп за медиуми. И Крис Павловски е човек кој не е ВМРО ДПМН, туку едноставно е македонец кој сака да помогне на македонската држава. И тоа е тоа. Успел да му овозможи на нашиот премиер да оди таму и ние наместо да речеме фала и браво, ние сега тука се занимаваме со глупости. Знаеш, тој беше оној кој му обезбеди на премиерот да се сретне во Македонија со идниот секретар за економија на САД, за трговија се извинувам на САД, со човекот кој ги спроведува оние царини, тарифи и така натаму. Тој беше во Скопје, тој му обезбеди на нашиот премиер тогаш да се сретне заедно и со како се викаше овој у Србија советникот? Не. Што беше порано на службите директор? Него мислам не памтам имиња, така. Ти текнува на кој? Знам за кој. Меѓутоа, ако не се лажам, и за национална безбедност тука. Тоа е, за тој. Гренел. И со Гренел. Сега, ни овозможи како држава на највисоко ниво нашиот премиер да има контакти. Значи, и те како важни контакти. Значи, министер за трговија на САД пред да биде поставен за министер дојде во тука Македонија. Тука го забораваш под председателот. Кој? J.D. Венс? Да. Зашто? Па и тој е во дел од групата која... Да, и тој е во дел од групата на нашиот Крис Павловски. Значи, ние имаме никогаш во историјата, дури никога го сменивме името. Да, дури никога го сменивме името. Се зависи од која перцепција гледаш кај нас. Во Македонија немала вакви пријатели на власт во САД, иако јас не сакам републиканци. И значи да бидам искрен, но никогаш во историјата немала Македонија контакти како Гренел, кој е во моментов ќе биде специјален представник кој ќе треба да ги реши оние меѓународни проблеми, како Митник, мислам дека се викаше, Хауард Митник, да, ако не се лажам, кој е министер за трговија ќе биде, секретар за трговија што е кај нас, на Соединетите Американски држави, лични контакти со J.D. Венс, подпредседателот на САД. Тоа е тоа, луѓе, значи никогаш не сме стигнале до тука. Сега наш лидер седнува со овие луѓе на вечера. Да, меѓутоа доаѓа од опција која е, како се вика, од ВМРО ДПМН, која не би требало тоа да го прави или не може тоа да го прави, затоа што одредени постапки, одредени позиции во светската политика и припаѓа на другата партија. Видовме колку и како и припаѓа, затоа сега е цинизмот и одрекувањето на постигнувањата што Мицковски ги прави во Вашингтон, односно ќе ги прави во Вашингтон, без оглед на малце мислам дека си so excited, што би рекол, премногу возбуден околу тоа дека тоа се нашите идни пријатели. Во Америка не може да барем за америчката политика не може да размислувате така, затоа што америчката политика почива на интересот на американскиот... Хауард Лутник, не Митник, се извинувам, за комерц, за... Да.
почива на економија интерес. практично. Почива на интерес. Меѓутоа да ги имате и те како е значајно. Тоа не може да го одречи никој, мислам, дури ни оние медиуми кои се обидуваат да најдат било што со цел да ја оценат политиката. Има Христијан Мицковски, неговиот тим за надворешна политика, кој е во моментов таму, имате навистина една тешка задача. Тие треба да обезбедат во наредниот период, сега тоа не може да биде за месец-два, затоа што ние не сме толку важна држава, но во наредните година 2-3 треба да обезбедат влез во Белата куќа на наш премиер. Треба да обезбедат После подршка. да. Тоа е основно. Тоа е начин како вие доаѓате на мапата. Значи по Борис Трајковски и Владо Бучковски време е веќе, поминаа многу години, време е ние да го имаме третиот македонски лидер кој ќе влезе во Белата куќа, тоа е прво. Второ, треба да обезбедат Тоа треба да се добар одработи дипломатски. трговски договор со САД, кој може многу да ја крене нашата економија. Сега замислете, тој сега ќе воведува тарифи за Европа, односно царини, доколку за нас не воведе толку големи царини, за 5% помала царина да воведе за нас во однос на ЕУ, ние не сме членка на ЕУ, тоа ќе значи привлекување на многу европски фирми овде, кои од овде ќе извезуваат подоцна во САД. Значи, пример ви кажувам, колку може нас да ни помогне, за 1% помала царина да ни даде Хауард Лутник и Доналд Трамп во оние извршни наредби, ние ќе имаме многу подобра позиција од било кој во околината. И ние тука треба да го гледаме нашиот испит. Тоа е нашата соработка. Знаете, нас сега тука ќе ни кажат, кај нас геополитиката луѓе ја замислува, обично тоа се припрости луѓе кои никогаш не отишле на универзитет на запад, никогаш не отишле, не знам, во Чатам Хаус, никогаш не отишле на полна уста со запад има. Тоа е, мислам. Но тие ја замислуваат геополитиката како, знаеш, како некој таму седи и одлучил да го стави у Македонија министер Љупчо и ти гледаш вака. Не изгледа така геополитиката. Но тоа се многу далеко од така подлабоки економски односи се во прашање, лоби групи се во прашање. Значи имаме ние шанса, не дека немаме предност пред никој затоа што сме навистина мала земја, но токму затоа и малку е потребно за ние да доживееме бум. Да видиме, мислам, ова се што го кажа токму е тоа, мали чекори, затоа што прво треба да се амортизира штетата што е направена. Знаете, да почнете, не да почнете од нула, туку да почнете од минус, да почнете да градите. Тоа е новата дипломатија за која... Види, политички мислам дека ќе бидеме мирни како Балкан во наредниот период, затоа што секретари of State Марко Рубио на кој Балканот не му е фокус. Значи ние сме надвор од радарот. И на цела администрација на Трамп не е ниту Балканот, па дури ниту Европа не е во фокусот. Мислам, Европа е во фокусот на еден друг начин, повеќе економски и политички. За кој, како се вика, за тоа Европа беше у паника пред изборите, односно им се врати се ништето на Трамп, сега се ништето станува реалност. Сега е реален човек, мислам, така што Европа и како ќе има да се занимава со Трамп. Гледам веќе Германија се занимава со царините, со можноста да биде една која ќе биде најпогодена во тој. Ќе разговараме во вториот дел за ова. Пред првиот дел Вели Златев во право беше за тоа кој ќе биде министер за надворешни работи на Бугарија. Па не бе, ја простак сум појма, не пратам ништо. Онака ми кажа, а мене што да правам се? Тоа што ги кажав недела дена пред да биде назначен кој ќе биде министер за надворешни во Бугарија, не значи ништо друго. Интересна личност, морам да познам. Кој си исто од... Љубим руке. Добро, да. Кој си исто од повеќе, како се вика, повеќе центри, така што... Ќе биде добро за Македонија, затоа што станува збор за човек со умерени станови. Млад човек со умерени ставови за Македонија. У Бугарија, кога гледате млад човек, или радувајте се, или плачете во однос на Македонија. Али не е тема Бугарија, но така што... не е тема Бугарија, за Бугарија ќе разговараме, има што да се зборува. Ќе разговараме во вториот дел за политиките на Доналд Трамп и што Америка и светот треба да очекуваат веднаш по инаугурацијата, кога Доналд Трамп наместо директно на бал, наместо во Белата куќа, ќе отиде во една од канцелариите во Капитол и ќе потпише ни помалку ни повеќе туку околу 200
извршни наредби. Која ќе биде темата на тие извршни наредби, дознајте по рекламите. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Професоре, на ист ден со инаугурацијата на Доналд Трамп доаѓа и договорот за прекин на огнот стапува во сила помеѓу Хамас и Израел. 90 палестински затвореници денес беа ослободени за сметка на 3 заложници. За сметка на помал дел од заложници, но ќе прекини и огнот, почнува таму фаза на мир. Навистина интересно ако се знае дека токму Доналд Трамп назначи специјален представник за овој конфликт. Да, меѓутоа Бајден, ако не се лажам, претходниот председател си припиша заслуги за прекинот на огнот, иако са Бајле имам од она што можев да го следам по медиумите, разочарување во поглед на манифестирањето на моќ на Хезболах, на Хамас на делот на палестинската територија во контекст на прекинот на огнот, повикувајќи дека војската на Мохамед треба да ги истреби евреите, нешто што едноставно не коинцидира со мировниот процес или прекинот на огнот кој е во тек во појасот Газа. Ќе видиме како ќе заврши ова, меѓутоа тоа е една од темите на кој е концентрирана новата надворешна политика на Соединетите американски држави. Не дека е нова политика на САД кон Блискиот исток, меѓутоа ќе видиме како ќе заврши и каков пристап ќе има Трамп кон ова прашање, за разлика од Бајден кој, кажав, ги зема сите заслуги за прекинот на огнот во појасот Газа. Во исчекување на денешната инаугурација, која по македонско време ќе се случи негде околу 16:30 часот, мораме да бидеме, тие што не следат на радио во репризата, токму баш во тие моменти, во овие моменти почнува веројатно почнува инаугурацијата. Трамп најавува дека ќе биде историски брз и силен. Односно, по победата, вели, веднаш потоа ќе се упати во канцеларијата која има председателот во Капитол Хил и ќе подпише огромен квантум на извршни наредби. Сега да им објасниме на слушателите прво што се извршни наредби, професоре. Ние немаме вакви во нашиот политички систем. Тоа определува политиката на председателот во контекст на одредени прашања кои биле дел од, да кажеме, неговата председателска кампања и на кој во основа ги доби гласовите на американците. Правно, која е нивната, што се тоа, закони се, како изгледа, тоа да им го објасниме на слушателите. Нешто што е задолжително за нешто што мора администрацијата да го исполни. Нешто што ќе биде задолжително. Прашања кои се од исклучителен интерес, она што кажав, токму да ги видиме извршните наредби, па да зборуваме во која насока ќе се движи американската внатрешна политика, затоа што некои работи очигледно ќе се менуваат, не е дочекан со воодушевување председателот Трамп во Америка во поглед на одредени прашања кои демократите се обидоа да ги наметнат во последните години. Знаеш, то ние протести, црнечкиот живот е важен, сето она што се случуваше околу джендер, прашањата на родовата еднаквост, на како бинарни, небинарни, да, они културни, како да ги наречеме. Прашањето на абортусот кое трае негде од 76-та година, не е затворено прашањето. Така што во основа нека ги подпише, па да видиме во која насока ќе се движи. Меѓутоа навестувањата се дека Америка ќе го добие она зашто најголемиот број американци гласа. Ние кога зборуваме за Америка, мислам многу малци ја знаат Америка, затоа што Америка најчесто ја прецепираме врз основа на два крајни центри на функционирање на американскиот континент, односно во Соединетите американски држави, источниот и западниот брег. Забораваме дека
дека Америка е нешто помеѓу. Дека најголемиот дел на рурална Америка е таа што го подржа Трамп и таа која му даде целосната доверба да ја води државата. Всушност, Трамп се обраќаше токму на тој дел од Америка. Погледajte што се случува во Лос Анџелес, се виде нефункционалноста на еден систем кој промовира одредени вредности кои не се функционални во контекст на справувањето на... Трамп ветува дека брзо ќе се пресмета со оние трансджендер политики, брзо ќе се пресмета со политиките со кои се ограничува, нели, бизнисот на еден или на друг начин. Затоа викам, да видиме што ќе потпише. Некои културни политики кои прво ќе се спроведат, уште денес најавува дека ќе ги потпише извршните наредби. Кој не ја знае на Америка, ќе види како ќе изгледа, мислам... Да, и второ, тој најавува царини, односно тарифи, tariffs на англиски, кон целиот свет, затоа што Соединетите Американски држави според него премногу губат од увозот. Кој го имате сега, ја морам да ви кажам дека од позиција на економист, мислам дека оваа политика на Трамп не само што не е добра на светот, не е добра ни за Америка, ќе ви објаснам зошто. Прво, тој најавува дека уште веднаш ќе се воведат тарифи за Мексико и за Кина, со Европа и со Канада ќе се преговара, но нема да добијат добри понуди ни Европа ни Канада. Сега знаеш како? Во позиција во која што мене ова од економска гледна точка, оваа политика со царини на Доналд Трамп, со големи царини на Доналд Трамп, прво зашто е проблематична во позиција на Соединетите Американски држави. Ако јас сум американец, зашто би ми било проблематична? Главната економска моќ на Соединетите Американски држави, кои се уште се најголема економска сила, независно што нели Кина расте, има резултати и така натаму, се уште ден денес сад е најголема економска сила. Е базирана на две работи. Прва, иновации кои се случуваат најголем дел во Америка. Се што вие гледате денес како вештачка интелигенција, дигитализација, роботика и така натаму, се е иновирано во САД, независно од кого, во САД е иновирано и заштитено и така натаму. Но втората причина за доминација на САД е доларот. Во позиција кога вие имате главната валута за трговија на планетата Земја, нели број 1 валутата, вие не губите кога го увезувате. Затоа што благодарение на тоа што вие имате долар, кој вие го контролирате, кој вие го печатите, кој вие квантумот на долари во свет го одредувате, тоа значи дека целата активност во светот, секој оној кој профитира, додадената вредност вие ја шмукувате на еден или на друг начин во вашата економија. Ова ќе го разберат особено оние кои се монетаристи во делот на економијата, сваќаат што сакам да кажам. Така што кога увезувате вие, независно што тоа е произведено во Кина, вие го плаќате тоа во долар, која е ваша валута. Тоа ви создава една многу добра основа, дури и кога Кина профитира и вие да профитирате, дури кога Германија профитира и вие да профитирате. Така што овие тарифи можат да помогнат во она што се нарекува не губење, не може доларот да изгуби моќта, но намалување на моќта на американскиот долар. Во однос на светот, доколку Европа доживее воведување на царини, односно тарифи, тоа може да значи, професоре, дополнително ослабување на европската економија, која и така од 2010 година па наваму ги нема оние перформанси на американската економија. Да, тоа беше стравот на Европа од можноста Трамп повторно да биде избран за председател. Токму ова е една од причините зашто европските држави беа против можноста Трамп да дојде на чело на американската администрација, односно да биде председател на Соединетите Американски држави. Не се подготвени, веќе Германија сериозно смета дека ова што ги нарече тарифите, односно царините кои ќе бидат определени со, верувам, со извршните наредби на новиот председател, ќе имаат и како влијание на германската економија, која очигледно не цвета во
моментов, а Европа не се преструктурира на начин што може да одговори на она што би рекол ти глобален играч во новиот поредок светски кој во моментов се гради, така што да, ќе биде афектирана европската економија и тоа многу сериозно. Веќе германците прават планови за можните загуби што ќе се случуваат во контекст на определувањето на новите даноци на Трамп и се сериозно загрижени. Тие веќе се во некој вид рецесија, ова дополнително само ќе влоши состојбата во Германија и на европскиот континент. Да бидеме реални, ние припаѓаме и сме дел од тој амбиент, така што да не бидеме многу срекни околу тоа, затоа што онаа политика на врзани садови, бидете сигурни дека ќе се одрази на нас во поглед на економија. Значи, ние имаме сериозен проблем во однос на оваа политика како држава. Ние го поддржуваме Доналд Трамп како држава, нашиот премиер е таму, но доколку ние дојдеме во една ситуација во која што Доналд Трамп би вовел, да речеме, царини за Германија, македонската економија може да доживее не катастрофа, но може да доживее една навистина лоша позиција. Имено, дури 41% од целиот македонски извоз е кон Германија. Тоа значи дека падот на германската економија, која би била погодена од овие царини, ќе биде неминовно пат и за нашата економија, затоа што ние сме, сега вака да ви кажам, постојат региони во Германија кои имаат помала трговија со другите региони од тоа што ние имаме со Германија извоз. Де факто ние, ова извозна статистика, ние како да сме дел од Германија. Сега не сме германци, не сме богати, но економската зависност нас не прави да бидеме буквално зависни од Германија. Меѓутоа, што правиме во контекст на тоа? Ние се занимаваме дали премиерот бил поканет од овој од оној, дали платил за да присуствува. При тоа забораваме на ова треба да биде централната тема во нашето општество. Точно, за ова треба анализи. Како ова ќе се одрази на македонската економија, а ќе се одрази ако тоа не биде амортизираност, да се надеваме со посетата за пренасочување на можноста од инвестиции преку Соединените. Единствено, доколку ние добиеме различен договор во однос на Европа, ние тоа е цената која тоа треба. Јас да сум во моментов економски советник, дипломатски советник, било каков советник на оваа влада, јас ќе им кажам: молете се, плачете, лежете пред бела куќа, правете само да добиете поповолен договор од Европа, затоа кај нас да пренасочи дел од европските бизниси, некој што сега од Германија извезува во Европа, да дојде да работи во Македонија, да отвори работни мести, да инвестира и од тука да извезува во Америка. Тоа, ако ние имаме некаква надеж од Доналд Трамп, тоа е оваа надеж. Се друго... Мислам дека се за тоа во Америка. Да се надеваме. Да се надеваме. Мислам, инаугурацијата е еден дел. Доколку се за тоа... Меѓутоа, ова е животниот за Македонија. Доколку се поради тоа во Соединетите Американски држави, може многу лесно да значи една брза блицкриг трансформација на македонската економија. Да се надеваме дека е така, иако пак ќе кажам, јас сум скептик дека тоа е можно и дека мислам дека нас не гледаат дека сме малце троми во тој дел нашата од еден поширок округ. Сметам дека се друго колку Германија извезува нели во две работи се многу важни, колку Германија извезува во Америка и второ, дали постои можност Македонија да биде гейтвей, што би било забрзано членството кон ЕУ. Не, ако ние сме гейтвей, ако добиеме различен договор, тогаш ние веќе не сакаме да бидеме дел од ЕУ. Да се разбереме, затоа што во таа ситуација ние ќе имаме поповолен договор од ЕУ во однос на САД, но да се разбереме, ова се сега се шта би било, кад би било ментални гимнастики мои на професорот Звонимир Јанковски. Меѓутоа не знаеме. Факт дека една од причините зошто се во Америка на инаугурацијата е токму носење на нови инвестиции во Македонија, односно представување на Македонија како потенцијален пазар за американските компании на ова тло. Да, 10% од вкупниот извоз на Германија
Во Соединетите Американски држави тие имаат огром. Тоа се негде 171 милион. Милиарда. 171 милиарда. Германија извезува во САД. Ние имаме 13 милиарди БДП. Значи, да се разбереме. Цела македонска економија е не е ни десетина од тоа што Германија извезува во САД. Да се цела свет, секој образ. Вашата плата, како ја трошите вашата плата? Се комплет. Цела економска активност на Македонија не е ни десетина од германскиот извоз во САД. Да, ама таа десетина и како ќе се одрази кај нас. Замислете ние да го дуплираме нашето БДП благодарение на тоа што бизнисот таму да дојде тука и од тука да извесуваат во Америка. Се надевам ова е едно утописко сценарио мое, но ајде да видиме. Тоа би било добро од Трамп, се друго би било катастрофално за нас и ние би биле доколку Трамп воведе тарифи за ние сме неподготвени Европа, ние ќе изгориме најбрзо затоа што ние немаме друг тип на капитал кој би не заштитил за разлика од европските земји. Антонио Милошовски, пратеникот во Собранието на Република, сега веќе Северна Македонија, ово утро има добар пост на темава. Вели, денес за време на инаугурацијата на 47-миот председател на САД, за прв пат премиер на владата на Македонија е поканет и ќе присуствува на овој настан во Вашингтон, која е главна тема на меѓународната политичка сцена. Ова е исклучително добра вест за нашата држава и успех за македонската дипломатија. Склученото стратешко партнерство во 2008 година во комбинација со личните познанства помеѓу премиерот Мицкоски и многу членови на владата со дел од блиските соработници на председателот Трамп представува солидна основа за продлабочување на македонско-американските односи, особено во областа на економијата, безбедност на енергетиката и подобро усогласување на дипломатските активности во области од заеднички интерес. Во овој динамичен свет, кој многу брзо се менува, добро е преку премиерот Македонија е присутна во Вашингтон и го зајакнува партнерството и довербата со САД, земјата која има најголем потенцијал во обликувањето на меѓународната политика, вели Антонио Милошовски ово утро на социјалните мрежи. На Фейсбук го објави овој пост. Коментар? Се е кажано во се она што го кажуваме дека наместо да се занимаваат со значењето на посетата, се занимаваат нормално со прашања кои треба да го омаловажат целокупниот напор на владата. Па не, добро, знаеш се. Секогаш морам да... Меѓутоа така функционираме. Тоа е проблемот со државата, тоа е проблемот со институциите во државата. Кога вие имате непочитување на институциите, внате, немојте да мислите дека тоа ќе нема да биде рефлектирано во надворешната политика. Затоа што ние прво размислуваме за луѓето, па размислуваме за институциите, наместо да размислуваме обратно. Знаете, професоре, суштината, која јас ќе ви се обидам да ви објаснам, е дека природно е да има опозиција. Може би од владата требаше ова малку подобро да го искомуницираат со јавноста, и тука имам одредена забелешка, затоа што тие кажат да за време на инаугурацијата премиерот ќе биде таму, ќе се сретне со видни бизнисмени и така натаму. Нормално ќе биде многу тешко уште денеска да договори премиерот слика со Доналд Трамп. Доколку се случи тоа, тогаш може да се надеваме и на добар договор за кој јас говорев, но дека премиерот ќе оствари средба со Лутник, кој е министер за трговија на САД, дека ќе оствари средба со, најверојатно најавено е дека ќе биде и со Илон Маск заедно, што е во однос на претходната владата која го ветуваше Google дека ќе дојде во Македонија, ова ќе биде реално. Да, тоа што ќе се среднат не значи дека Тесла ќе дојде во Македонија. Немаме ни полначи, но нема каде да ги полни. Да се разбереме. Но може да значи или може зашо може Мариово да го направиме вселенски центар, ама не е Равница, Пелагонија. Пелагонија, ајде да се врати, да не да се лансираат од овде ракети на SpaceX.
Може да средиме. По кој патишта? Еве, не знам. Ние имаме многу паметни умоти. По кој патишта? Оние 1400 Па сега новиот 1400 што ги изгради претходната власт. Па еве оваа власт пушти во употреба 15 километри. 15. Кој ќе фати таму по плетвр ракетата која ќе ја носиме на Кај Пелагонија. Добра, Мирче Адамчевски, добра колумна на Фактор МК, колегата Мирче Адамчевски вели Доналд Трамп надеж за мир во Украина. Сега Доналд Трамп кажа дека од day one ќе донесе мир во Украина, мислам дека тоа нема да се случи. Не, мислам нереално е. Тоа е во предизборие, нормално за еден ден за 15 минути, меѓутоа ситуацијата во кампањата и ситуацијата на теренот се разликува и тоа е евидентно. Сега е 6 месеци. Некако не е баш така како што некој се надеваше дека преку ноќ ќе се решаваат ситуациите, меѓутоа контурите на она што Трамп го очекува во контекст на мировен, некој нов мировен договор меѓу, пази, они зборуваат за мировен договор меѓу преговарање меѓу Соединетите Американски држави и Русија. Да, но каде е Украина е Трамп даде многу интересна изјава, а тоа е вели уште за решавањето на ова со Украина, тој кажа ние ќе договориме се, а европските трупи ќе бидат оние кои ќе го чуваат, ќе имаат мировна мисија таму. Значи нема вика ние да одиме со армија, туку Европа тоа ќе си го среди, затоа што Украина е сепак во Европа. Затоа што парите очигледно не сака да ги троши. Не сака да ги троши во Украина и многу интересно е што Франција и Велика Британија веќе седна и преговараат позиција околу мировните мисии и најавија дека Франција и Велика Британија мировните трупи на границата, некоја идна граница помеѓу Русија и Украина ќе ги обезбедат тие. Тоа е новата челична завеса. Половна завеса што ќе се постави. Да, и ќе обезбедуваат Франција и Велика Британија, да се разберем. Чекај, тоа тие најавуваат и веќе има преговори на највисоко воено ниво помеѓу овие две држави. Тоа значи дека оваа политика на Трамп веќе се спроведува. Тој не станал председател, се уште не се заколнал. Денеска ќе се заколни во околу 16:30 часот по македонско време, доколку не следите во живо во вашите радиоприемници, можеби токму во овој момент, за време на репризата на Утринско еспресо на Радио Лидер, Трамп пред Библијата ја дава заклетвата. Две библики, има едно од мајка му, едно од Линколн. Линколн доста стара, дури Венс, мислам, си носи своја Библија под председателот, така што интересно, мислам, тоа е она што ние не разбираме колку вложуваат во традицијата и значењето на начинот на предавањето, односно преземањето на власта. Сепак ние сме христијани, православни христијани, во православието нема култ кон Библијата, затоа што ексклузивитетот во толкувањето на Библијата имаат поповите кај нас. Значи ние нема потреба да ја читаме Библијата и да се колниме на неа, затоа што има попаметни глави од нас, како Партени, Петар, Стефан, попот Митри и така натаму, кои ќе ја толкуваат Библијата наместо нас. Која смисла мислиш се толкува Библија, тоа малку во православие дестимулирано е да се чита Библијата. Може ќе научиш нешто попаметен од попот ќе бидеш. И овде не се чита. Прашањето е традицијата. Не, они као деца им читаат Библија. Таа мајка му ја поклонија. Која мајка у Македонија на детето Библија му поклонила? Очигледно не си бил во Америка, треба да отидеш во Америка и да прошеташ како се ика. I read the Holy Bible. Од Њујорк према Лос Анџелес, да во основа да го почувствуваш. Не, јас сум европски тип. Точно. Јас сум европски тип, не сум за таму. Значи, мислам сум као туриста, но така не сум нешто импресиониран од таа култура, мегаломанија и така натаму, малце така сум по-минималист. Да, Европа е доста затворена, ова е доста широко и отворено. Јас моето соочување со Соединетите Американски држави со таа култура. Али мислам дека ќе се допадне. Почна на македонската радиотелевизија со Джери Спрингер шоу, кој своевремено ја победи Опра, има добар документарец за Джери Спрингер на Netflix. Гледајте го, ќе сватите за какво лудило станува збор и какво уништување на културата. Се шегувам, нормално не е Джери Спрингер Америка, но Джери Спрингер
е Америка на еден или на друг мислам начин. дека некој дел многу ќе се допадни, ама тоа после Добро, емисија ќе ти објаснам ја зашто. во Америка би можел да живеам во Њујорк, би можел да живеам во Лос Анџелес, кој сега изгоре голем дел, али нема вез. Ни едниот ни другиот. Али ќе ти објаснам после. Во Тенеси не би можел сега реално. Позатоа што Тенеси исто како Струмица да живеете. Зашто идам у Тенеси, еве, кај ми е Струмица. Струмица. Струмица не можеш да Струмица правиш. е цивилизација за тоа. Не можеш Значи, не можеш да да се правиш разбереме. такви споредби, мислам. Добро се извинувам без навреда на овој значаен дел од Латинска Македонија, но во секој случај тоа е тоа. Во исчекување на заклетвата на Доналд Трамп направивме ово утро анализа со професорот Звонимир Јанкуловски, професорот да додадеме, да одземеме, да помножиме, да поделиме за крај. Ќе биде интересно, например, изјавите за Гренланд, за односите со Кина, очигледно дека сепак не е така како што звучеше во почетокот, ќе видиме како ќе се развива. Меѓутоа за Панамскиот канал дека Кина го управува, не го управува Кина, да бидеме реални, има своји пристаништа на излез и на влез, што имаат и многу други држави, така што да видиме во која функција се Оно што јас го имав, изјавите. најверојатно се во функција Некои викаат на одвраќање или на да, пренасочување distraction. на влијанието Да. од Од други други работи. од други работи, односно од Блиски Исток и од Украина. Сега реално за она мразон да се борат тамо за Гренланд. Меѓутоа и парите, да бидеме реални, покачувањето во НАТО, тарифата за 5% е Еве сериозен. Радмила Шикеринска веќе почна да ја спроведува политиката на Доналд Трамп, што е многу тажно за неговите поддржувачи во Македонија, кои баш не го поддржуваат не го поврзуваат Доналд Трамп со види го Радмила Шикеринска, да. Учеството во НАТО силите и види од каде доаѓа главниот капитал, ќе ти стане јасно кој управува со тоа, За меѓутоа тоа е новата криптовалута не кажавте, да, Трамп ги им прави сексуални активности во мозокот, им прави меме коини, купуваат пари, им извлекува пари, си профитира човекот. Ние за озбилни работи изборуваме да ова. не соборат се работи за сериозен бизнисмен без оглед Но што го тролаат Да. во Соединетите Американски држави, он не е види се, воопшто професоре, наивен. вие сте дел од високо образование. Трамп имаше неакредитиран лажен универзитет, Трамп Юниверзити, значи неакредитиран лажен универзитет имаше, на крај му го затворија поради тоа што немаше акредитација, се представуваше како универзитет. Сега за таков преварант кој збориме, малце да добре, бидеме поозбилни. Вие сте од високо образование, у Македонија јас сега да отворам Златев Юниверзити и да почнам дипломи да дам, мене ќе ме затворат у понеделник. Значи сега да бидам вака нареден понеделник ја ќе бидам у затвор. За политика, Значи, у притвор. за политика да зборуваме. Сега да имаше една пирамидална шема исто што го носеше неговото име со продајање на некакви што ти ја знам. Значи не е сега Доналд Трамп некој пример, но она што е Доналд Трамп, односно опозицијата на Доналд Трамп, и тука ќе завршиме емисијата со оваа анализа последна, ја најави претходниот председател Џозеф Бајден, кој во неговото практично последно обраќање кажа, вели, постои ризик олигархијата да ја преземе власта во Америка. И тоа е навистина издржан став. Ако се знае дека кој беа и колку пари собра Камила Абе не, остави парите сега што ги собрал. Камала Харис била политичар, кој што бил Џозеф Бајден, Обама, Хилари Клинтон, Буш и така натаму. Не можеш да обвинуваш едната страна за нешто исто што го прави и другата страна. И ти во Америка сега го имаш Илон Маск кој вреди 700 милиарди. Да. Значи он е првиот, најверојатно ќе стане, ако стане, првиот трилионер во светот. Па не, 700 милиарди има, нема трилион уште. Го имаш Безос, го имаш... Тоа ти е 700 милиарди е од прилика 150 години македонски буџет. Ние цела држава наша 150 години толку е 170, 180. Значи сега да се разберем, и тоа го има само Илон Маск
и некој верува дека Илон Маск ќе се грижи за народот. Ха. Добро, и некој верува дека овие луѓе кои тонат во богатство и секоја прилика како овие меме кои ни што ги вадат и така натаму, ќе се грижат практично за некој народен интерес. Тоа се виде во Лос Анџелес за време на пожарите. Се виде, мислам, односот на богатите кон пожарите и кон се она што се случуваше таму. Така што едноставно тој свет не можеме да го споредуваме со нашиот во ниеден можен случај. Во ниеден. Едноставно треба да одите во Америка за да сватите дел од менталитетот, дел од психологијата на тој народ и дел од размислувањата на народот и како функционира. Ние со американскиот модел никако, ако сакате, на перцепција на животот, на работата, на се не можеме да се споредуваме и повеќе или помалку, сега не знам дали е добро или лошо, меѓутоа едноставно тој дел не можеме да го зборуваме затоа што треба да се доживе, например, слободата во Америка, иако ќе ви кажат дека се работи за ите како контролирано општество, меѓутоа треба да бидете таму. Едноставно ви се отвараат чакрите кога сте таму и кога ја гледате големината, не само големината на државата, големината на просторот кој државата го покрива. Така што тоа се сепак прашања кои треба да ги доживеете. Апсолутно, да. Мислам дека исцрпивме. Добре, и едно да завршиме дека американската надворешна политика кон Македонија во основа се раководи од незиниот интерес. Да не мислиме дека се со љубов. Сигурно не од нашиот не од љубов, затоа што сигурно не ние цело време гледам на пример. Се мантра некоја работа дека тоа ни се пријатели, дека меѓутоа интересот на Америка е безбедност од Македонија е безбедносно прашање. Ние у Македонија сега многу ја сакаме Унгарија у последно време. Зошто? Поради наш интерес, пари ни даваат. Исто и Америка, ние размислуваме како Америка. Да, меѓутоа Америка си размислува за основа на нејзин безбедносен интерес. И економски. Вика боле подобро да ве одржувам стабилни отколку да ми правите проблеми во регионот. Така што тоа е многу едноставна политика која американската надворешна ја води и на која ние треба да најдеме соодветен одговор. Нормално ако знаеме како да одговориме. Останете со 98,1 FM. Слушајте ја најдобрата музика на пазарот. Се гледаме повторно утре заедно со Искра Коровешовска. Гости ние ни помалку ни повеќе, директорот на Македонија ПАТ Коце Трајановски. Останете со програмата на Радио Лидер, предплатете ни се на каналот, убаво кога имаме повеќе предплатници и се гледаме